Државниот санитарен и здравствен инспекторат не констатирал никакви неправилности при вонредниот инспекцијски надзор што го направил во модуларната ковид болница во Кочани. Освен во Кочанската општа болница, во чиј состав е модуларниот објект, контроли се направени уште во 17 други градови каде што има слични објекти. Во извештајот од инспекторатот е нагласено дека во Кочани, како и во неколку други објекти, во моментот на контролата немало хоспитализирани пациенти од ковид, а просториите се користат за друга намена. Предмет на надзор, согласно надлежностите на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, бил капацитетот на болницата со број на болнички соби и болнички кревети, дополнителни простории, дали има хоспитализирани пациенти и од кога е во функција модуларната болница. Се проверувала и санитарно-хигиенската состојба на објектот, како и потврда за извршена дезинфекција, дезинсекција и дератизација од овластена установа. Инспекторатот направил контрола дали се извршени здравствено-хигиенски прегледи на персоналот и колкав број од персоналот се комплетно вакцинирани. Исто така проверувани се и параметрите за број на здравствен и останат персонал кој се грижи за пациентите, дали се почитува забраната за посета на надворешни лица и увид во здравствената евиденција што се води во модуларната болница. Директорот на општата болница од Кочани Александар Серафимов информираше дека Кочанската здравствена установа не располага со сопствени финансиски средства за сама да инвестира во подобрување на противпожарната заштита во модуларната болница. Поради намалениот број пациенти таа не се користи, а заразените лица се препраќаат во болницата во Штип. Од Државниот здравствен и санитарен инспекторат при контролата констатирале дека во сите модуларни болници на видно место е истакната забраната за посета, а во моментот на надзор не е затекнато присуство на надворешни лица. Исто така истакнате и распоред на дежурства на здравствениот персонал, лекари и медицински сестри, чија бројка е различна во согласност со капацитетот и бројот на хоспитализирани пациенти. За вработените во модуларните болници инспекторатот констатирал дека се имунизирани, а дел имаат и прележано COVID-19. Општина Кочани ја почна постапката за изготвување техничка документација за изградба на ново сообраќајно решение за улицата што представува влез и излез на градот од јужната страна. Со проектот се опфатени сообраќајниците за планираниот нов влез во градот од обиколницата на Кочани од правецот на Градовци. Веќе е објавен јавниот повик до проектантските фирми кои треба да изработат основен со сообраќајен проект за булеварско решение со влез од југ. За изработка на проектот од општинскиот буџет е планирано да се инвестираат 350.000 денари. Рокот за пријавување на заинтересираните фирми е до 24 септември, а се очекува по изборот на најповолниот понудувач да се изработи проект за инфраструктура и сообраќаен проект за булевар за влез во Кочани од магистралниот пат А3 до преминот преку железничката пруга во Кочани. Пресметките покажуваат дека вкупната должина на делницата што треба да се проектира е околу 900 метри. При тоа, од проектантот се бара да предвиди и кружен тек кај надвозникот кон Градовци, на кој во иднина би се надоврзила изградба и на нова сервисна улица ново проектирана 1, што ќе ги поврзува планираните и постојните стопански објекти во местноста Слатина. Исто така се бара да се предвиди и дислокација на постојниот канал за наводнување, што сега е паралелен со патот од фабриката шампињони до надвозникот на магистралниот пат. Рокот за подготовка на техничката документација за сообраќајниот и инфраструктурен проект е 4 месеци. Потоа, локалната самоуправа ќе може да почне и конкретни чекори за реализација на новото сообраќајно решение за влез во градот. Единаесетте општини од источниот плански регион ќе бидат основачи на Центарот за развој, што како институција ќе биде регистрирана како посебен правен субјект од регионален карактер. Веќе е почната постапката за измена и дополнување на одлуката за основање на Центарот, а што е во согласност со актуелниот закон за рамномерен регионален развој. Една од измените што се прави е што наместо раководител ќе се избира директор на Центарот, чиј мандат на функцијата ќе биде 4 години. Изборот ќе го прави Советот на градоначалници со двотретинско мнозинство од вкупниот број членови во ова тело. Новина е и тоа што ќе се официализира работењето на стручна служба со одделенија, а бројот на вработените во Центарот за развој ќе го определат градоначалниците кои членуваат во Советот.
Како и досега, седиштето на Центарот за развој ќе остане во Штип, а финансирањето ќе биде солидарно со учество на сите општини според бројот на населението, при што секоја општина ќе издвојува по 10 денари од жител. Предлогот за измените и дополнувањата за основање на Центарот за развој треба да го усвојат сите 11 општински совети од источниот регион, поради што веќе им е доставен на разгледување и освојување. Со оглед што до истекот на мандатот на актуелните советници им преостанува уште краток период, дел од општинските совети оваа точка ја ставија во дневниот ред на седницата што ќе се одржи до крајот на септември. Сепак, со оглед што кон крајот на месецот почнува предизборната кампања, можно е за одлуката да се расправа по завршувањето на изборите, односно истата да ја усвојуваат новите советнички состави. Општина Кочани ќе организира повторна јавна презентација и јавна анкета по деталниот урбанистички план за градската четврт 5, како дел од планскиот период 2018-2023. Станува збор за просторот градското подрачје што се наоѓа во североисточниот дел во зоната на домување согласно генералниот урбанистички план за Кочани од 2016. Границите на планскиот опфат се од север по граница на генералниот урбанистички план на Кочани, од исток по осовината на улицата Цветан Димов, од југ по осовината на улицата Љупчо Сантов, а од запад по осовината на регулираното речно корито на Кочанска река. Површината што е опфатена со деталниот урбанистички план изнесува 81,3 хектари, а повторената јавна презентација е закажана за понеделник 27 септември со почеток од 10 часот. Презентацијата ќе се одржи на просторот пред комплексот Астог, при што ќе се почитуваат мерките за заштита од COVID-19. Планот што го изработи проектантската фирма Билт од Скопје може да се погледне на огласната табла пред влезот на зградата на општина Кочани, како и на веб страницата на општината. Заедно со јавната презентација во тек е и јавна анкета за измените на деталниот урбанистички план, што ќе трае до 6 октомври годинава. Во овој период, заинтересираните физички и правни лица од конкретното подрачје што е офатено со планот, ќе можат да достават забелешки и предлози на анкетни листови во писмена форма, што можат да се подигнат во архивата во општинската зграда, како и од веб страницата на општина Кочани. Во прилог на анкетните листови ќе треба да се достави и копија од катастарскиот план и имотен лист за парцелата за која се доставува забелешката. Четири ученици кои го посетуваат училиштето за цртање и сликање при Центарот за култура Бели Мугли добија меѓународни признанија за својот труд. Учениците Василий Стојков, Цветанка Јованова, Стефанија Атанасова и Михајло Евтимов учествуваа на меѓународниот ликовен конкурс Jiangsu International Youth Painting Contest, чиј организатор е Нанчинг, главниот град на провинцијата Jiangsu во Народна република Кина. Поради состојбата со пандемијата, надпреварот во текот на изминатата и оваа година е организиран онлайн. Целта на настанот е промоција на пријателството меѓу младите, изразено преку цртеж. Признанијата на нашите ученици им ги додели градоначалникот на Кочани Никол Чоилиев, а на настанот присуствуваше и менторот Александра Димитрова, како представник од Центарот за култура Бели Мугли. Меѓународниот ликовен надпревар Jiangsu се одржува еднаш годишно, почнувајќи од 2016 година. На него учествуваат ученици од над 50 држави во светот. Викендов се одигра редовното четврто коло во првенството на втората фудбалска лига Исток, во кое и домашните и гостинските екипи победија на по 2 надпревара, а на еден имаше нерешен резултат. Токму на стадионот Никола Мантов во Кочани, Осогово успеа да извлече само бод од дебитантот во лигата Локомотива од Градско, која до ова коло беше последно пласирана на табелата. Иако жолто-сините имаа водство 2:0 и се чинеше дека трите бода им се веќе обезбедени, сепак гостите не се предадоа и до крајот на надпреварот изедначија и прокнижија бод од гостување. Осогово дојде во водство во 59-та минута, по оправдано досудениот пенал, кога при пробивот од левата страна беше направен фаул на еден од домашните играчи.
Сигурен реализатор на ударот од белата точка беше Тоше Манов. Радоста на домашните фудбалери ја зголеми Мемеди 3 минути подоцна, кога по еден контранапад ја прифати топката и ја пласираше во небранетиот дел на мрежата на гостинскиот голман Наумовски. И додека жолто-сините се уште се радуваа на погодокот, гостинските фудбалери го намалија водството во 65-та минута со погодокот на Чичевски. Голот за изедначување го постигна Даци во последната минута од надпреварот, со освоениот само еден бод наместо 3 и да се искачи на табелата, Осогово остана на 7-та позиција. Во следното коло ќе гостува во Прилеп против Победа. Виничкиот второлигаш Слога 1934, за разлика од Осогово, продолжува со добрите настапи и веќе 4 кола е единствениот непоразен тим. На домашен терен совладана е токму победа од Прилеп со резултат 2:1, иако се до последната минута беше нерешено. Слога поведе уште на самиот почеток на надпреварот со голот на Христијан Митревски во 3-та минута. Сепак, гостите од Прилеп се покажаа како цврст противник и успеа да изедначат во 21-та минута по прецизниот удар на Спирковски. Со овој резултат се отиде на пауза, а во вториот дел и двете екипи не успеа да реализираат неколку напади. Кога се очекуваше дека ќе ги поделат бодовите, дојде до изненадување. Токму во 90-та минута, по слободен удар и нафарлување во 16-никот на Победа, гостинскиот фудбалер Дебрешлиовски, кој влезе како резерва на надпреварот, во обидот да ја исфрли топката постигна ефектен автогол. Со 3 бода Слога останува на врвот на табелата, а во следното коло ќе гостува во Радовиш против последно пласираниот Детонит.